Ваша екселенцијо, амбасадоре Гир, почитуван амбасадоре на кралството Шпанија, заменик амбасадор на кралството Шведска, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани гости, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми. Со внимание го проследив планот на шпанското председателство и морам да истакнам дека како држава одлично би можеле да се вклопиме во реиндустриализацијата на Европа, како и во еколошката транзиција. Тоа се работи кои што се многу важни за Република Македонија, како и за социјалната и економска правда и за јакнување на европското единство, или некаде каде што можев да прочитам се зборува и за европскиот идентитет, каде што сите ние кои што живееме на ова тло треба да го негуваме и треба да го споделуваме. Исто така, сакам да го поздравам и целиот 18-месечен план, како и унапредувањето на процесот на проширување на Европската Унија. И тука пред се мислам на Западен Балкан, се разбира на Република Македонија, бидејќи ние кои што работиме овдека во собранието сме представници на граѓаните од Република Македонија и мораме да ги пренесеме сите оние работи кои што тие ги зборуваат, ги чувствуваат, ги гледаат и за жал во последниве години ги живеат. Во оваа држава граѓаните бараат пред се подобра економија, бараат подобра животна средина. Граѓаните на оваа држава бараат работа и реформи од страна на владата, а не празни флоскули, манипулација на дневна основа и политика базирана на пиар, без никакви резултати конкретни, кои што било кој поединец од ова општество ќе ги почувствува. Тоа може да помине некој месец и на некој медиум, но Европската Унија, од оно што можам да го забележам, сериозно ги нотира тие наши слабости. Зошто? Затоа што согласно парламентарниот институт во собранието, кој што на нас пратениците ни помага во спремање на дискусиите преку факти, тоа ги оценува сите извештаи на комисијата од 2007-2008 па до денес и со жалење можам да констатирам дека најниската оценка за Република Македонија, за нашиот напредок, е во 2021 година, за 2021 година, а втората најниска оценка за Република Македонија од страна на Унијата е за 2022 година. За жал, најдобрите оценки биле 2011 и 2008, и наместо да напредуваме нагоре, Република Македонија тоне и ги добива најлошите оценки на извештаите. Како опозиција во ова собрание, сакам да апострофирам дека секогаш сме тука при носењето на сите оние системски закони од областа на правосудството, од областа на безбедноста и така натаму, и секогаш сме ги гласале со двотретинско мнозинство. Спроведувањето на оно што е напишано и излезено како закон од ова собрание, односно неспроведувањето, си има име и презиме, а тоа се вика Влада на Република Македонија, 7 година поред. Пред да разговараме за било какви уставни измени, ставот на опозицијата во ова собрание е јасен, ставот на 80% од граѓаните на Република Македонија е јасен и тука нема никакви поместувања, бидејќи сметаме дека на Република Македонија е многу поважно во овој момент водењето на правото. Што се случува во правосудството, бидејќи правосудството е столб на општеството, тоа е кичмата на еден организам, а како што можеме да видиме сите, и домашна, и меѓународна јавност, практично ние имаме скршен столб, скршено правосудство, и тоа недобро може да се погледне во Советот за јавни обвинители и Советот и Судскиот совет. И тука како пратеници и народни представници треба да земеме целосна одговорност, бидејќи оние луѓе таму некој ги гласал овдека изминативе години. И како пратеници треба да се концентрираме за тоа што гласаме, кого гласаме и дали потоа
го повикуваме на одговорност или не. Сметам дека Република Македонија досега ја води најнеспособната влада, која што нема ниту народен кредибилитет, ниту легитимитет, ниту потенцијал за било какви суштински реформи кои што ќе значат подобрување на ова општество. И тоа е најсериозниот предизвик за секој еден граѓанин во Република Македонија. Амбасадорите се осврнаа и на јавниот долг на државата. 4,7 милиарди беше во 2017, следната година ќе биде околу 9,5 милиарди. И тоа се исто така многу сериозни проблеми за Република Македонија. Ние како опозиција ќе продолжиме да го даваме својот придонес во европската интеграција на Република Македонија, бидејќи нас како опозиција ЕУ не ни служи како параван за покривање неспособност и правење работи кои што не ги очекуваат граѓаните од нас, туку за нас Европската Унија значи многу работа, многу проекти, многу видливи резултати, подобар живот на граѓаните и давање на додадена вредност во рамки на европското семејство. И на крај ќе заклучам, на Република Македонија и треба нова влада, и треба нова надеж, бидејќи верувате дека граѓаните, општеството е изморено од овие искривени вредности кои што ни се случуваат секојдневно. Благодарам.